Објектот во 2012 година бил безбеден, но пренамената од производствен погон во дискотека Пулс отворила нова линија на одговорност. На денешното рочиште вештакот Горан Марковски потврди дека сопственикот не бил консултиран за реновирањето и материјалите што ги користел за купецот, но посочи и дека тој не е иземен од одговорност бидејќи според законот за градење токму тој го поднесува барањето за пренамена на објектот. Со вкрстено испрашување продолжи судењето за трагедијата во Кочанското кабаре. Адвокатката на сопственикот на објектот Гроздан Милковски преку прашањето до вештакот Марковски се обиде да ја подкрепи тезата дека објектот во 2012 година бил даден под закуп на Дејан Јованов Деко и законски бил исправен и безбеден. Вештакот уште еднаш потврди дека несоодветните материјали придонеле за толку брзо ширење на пожарот. Од семејствата на загинатите велат дека одбраната ги одолговлекува рочиштата со поставување на нерелевантни и неколку пати досега одговорени прашања. Вкрстеното испрашување треба да служи за проверка на доказите и утврдување на фактите, а не на проверка колку долго можат судот, вештаците и родителите да издржат бескрено повторување на прашањата без суштина. Одбраната има право да брани, никој тоа не го спорува. Ако има што да се побие во вештачењето, повелете со факти, документи, стручни аргументи и конкретни прашања. Но ако нема што суштински да се оспори, одолжувањето на рочиштето нема магично да создаде аргументи. Во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани животот го загубија 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. На обвинителна клупа седат 34, а иницијалното обвинение беше поднесено за 35 мина. Но во меѓувреме едно лице почина. На кривична одговорност се повикани и 3 фирми.